Дојавите за поставени експлозивни направи во објекти очигледно имаат регионален контекст и мора да се нешто сериозно. Затоа Македонија побарала помош од НАТО, вели шефот на дипломатијата Бујар Османи. По подолг период на секојдневно сеење страв во училишта, јавни објекти, министерства, трговски центри, македонските власти решија посериозно да му пристапат на проблемот, иако тоа што ги контактиравме НАТО не дава многу надеж дека ќе се разоткријат сторителите, бидејќи како што вели Османи, НАТО нема механизми за инвестигација. Топката е цело време кај Министерството за внатрешни работи, кој го води овој процес, а се очекува партнерските служби од Интерпол и Европол да помогнат. НАТО е информирано не поради потребата да дојде НАТО и да прави инвестигација, зашто нема такви механизми НАТО, но заради регионалниот контекст, заради тоа што се неколку земји членки на НАТО афектирани, ние сметавме дека НАТО треба да се информира и НАТО е информирано и превзема мерки. Министерството за внатрешни работи го води овој процес, ние го фасилитираме, ја улеснуваме комуникацијата, они се во комуникација и со службите во регионот, меѓутоа и со партнерските служби кои што имаат капацитет да помогнат во овој случај. Алфа уште пред еден месец испрати прашања до надлежните дали ќе побараме помош од НАТО или други партнерски служби, кои би помогнале во разоткривање на случаите или за поголема заштита на системот од хибридни напади. Но одговорите генерално се однесуваа на тоа дека се користат механизмите на меѓународна помош, меѓународни безбедносни и полициски организации, без конкретен одговор дали е упатено официјално барање за помош од НАТО. Но дека не е испратено, добивме потврда од Алијансата. Дека заканите за поставени бомби се сериозен проблем кој бара итно решение покажува и алармот на Германија. Официјален Берлин ги предупреди германците кои планираат да патуваат во Македонија да се информираат од доверливи извори во врска со актуелната состојба и да ги следат препораките на безбедносните сили. Дојавите за поставени експлозиви прво пристигнуваа во училишта, а најмногу на атак е главниот град. Имаше и во министерства, трговски центри, хотели, станбено-деловен комплекс, железничката станица, полициската станица во центар. За прв пат вчера лажна дојава имаше и на Скопскиот аеродром, а сите летови беа одложени за неколку часа.